се пласира господинот Кирил Попхристов, нашиот глумец, потоа Пеце од Суперхикс, како и Драган Павлович Латас во минатата емисија. Вечер ќе го добиеме четвртиот полуфиналист, се до бројката 9, кога ќе и го имаме полуфиналето, односно 3 полуфинални емисии, потоа на крајот уште една финална емисија. И мислам дека е сега моментот да видиме она што дали се констатира истата ситуација според бројот на вашите гласови, како што е според публиката која недвосмислено гласаше за позицијата Б, односно за господинот Бубокаров, и да ги видиме сега гласовите на нашите гледачи. 49 за господин Филип Петровски, 51 за Бубокаров. Погледнете да јасен. Филип, најпрво е твој коментар, како се одвиваше дебата? Ја мислам дека емисијата е одлична. Треба вакви емисии зашто гледачите треба да чујат живи мислења, идеи, кратко и јасно, и да се дебатира на многу прашања. Добар ли овој тренинг за идните парламентарни избори за дебат? Голема чест што бев со господин Каров во емисија и ми е голема чест што загубив од него. И мислам дека е добар победник. И честитам. Добро, аз благодарам. Ова премногу политички ми звучи. Благодарам на сите што гласат за мене. Сакам да го кажам, всушност да го потврдам ова што го кажа Филип. Многу е добро, не е важно воопшто кој победи, како што гледам и резултатот е многу тесен. Многу е добро што ваков тип на емисија сте се сетили да правите и да реализирате. Мислам дека барем уште половина сат треба да трае ова. Моје мислење. Добро. Ви благодарам уште еднаш што присуствувавте. Вие, почитувани гледачи, останете со нас и идната недела, кога ќе имаме нови интересни гости, нови теми на кои што ќе дебатираат, и останува уште да ви кажам дека се гледаме во недела. Пријатно!